во името на Институтот за геостатични истражувања успешно устојавме во заеднички напор. Почитуван председател на Македонската академија на науки и уметности, господине Таки Фити, почитуван заменик председател на Кинеската академија на општествени науки, Ванг Чинг-Чинг, почитувана амбасадорка и специјална представничка на процесот на соработка на Народна република Кина со земјите од Централна и Источна Европа во Министерството за надворешни работи на Република Кина, господја Хуа Јуџен, почитувана амбасадоре Абдулкадар Мемети, директор на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, почитувани и драги гости од Народна република Кина и од земјите на Централна и Југоисточна Европа, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. На самиот почеток сакам да го изразам моето големо задоволство што Република Македонија ја доби честа да биде домакин на 5-тиот Think Tank симпозиум во рамките на процесот на соработка на Кина со земјите од Централна и Источна Европа. Овој симпозиум е значаен чекор во процесот на поврзување помеѓу земјите од Централна и Источна Европа и Народна република Кина и продлабочување на взаемната соработка. Ова година ја одбележуваме 6 годишнината од соработката во процесот 16+1, а исто така оваа година имаме значаен јубилеј, 25 годишнина од воспоставување на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Народна република Кина. Изминатиот период Република Македонија и Народна република Кина посветено работеа во насока на развивање на односи на пријателство и соработка и недвосмислено може да констатирам дека севкупните односи меѓу двете земји во моментот се на многу високо ниво. Потпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу Македонската академија на науки и уметности и Кинеската академија за општествени науки во рамките на 5-тиот Think Tank симпозиум представува значаен придонес за развој, продлабочување на соработката помеѓу двете земји. Народна република Кина е земја, голем пријател и поддржувач на Република Македонија и оваа прилика сакам да ја искористам да се заблагодарам за поддршката што во континуитет Народна република Кина ја пружа на нашата Република Македонија. Имајќи ги предвид исклучителната улога и влијание на Народна република Кина во светската економија, како интересот за поголема соработка со земјите во Централна и Источна Европа, Република Македонија безрезервно ја поздрави и прифати иницијативата на Кина за зајакната соработка со 16 земји од Централна и Источна Европа во процесот 16+1. Овој процес е важен за земјите од регионот, но и за цела Европска Унија, бидејќи креира платформа за дискусија со Народна република Кина и незината комплементарна улога при нашите заеднички заложби за поквалитетен живот на граѓаните. Сакам да го потенцирам значењето на отварањето на координативниот центар за културна соработка на земјите од процесот 16+1 во Република Македонија, кој што беше отворен во март оваа година. Заложбите на овој центар, кој е со седиште во Скопје, се во насока на реафирмирање на централната улога на културата во подобрување на меѓусебното разбирање и културниот диалог како главен основ за поголема соработка. Се радуваме што во 2019 година Република Македонија ќе биде домакин на 4-тиот министерски состанок за култура на процесот 16+1. Соработката на Народна република Кина и земјите од Централна и Источна Европа е добра основа за дополнителни заеднички активности во многу области со цел вклопување во рамките на соработката на Кина со Европската Унија, тоест за имплементација на ЕУ-Кина стратешка агенда за соработка 2020. Република Македонија особено е поздравува зголемената соработка во економијата и трговијата меѓу земјите членки, проширувањето на финансиската и инвестицијската соработка, транспортното поврзување, проширувањето на соработката на полето на иновациите, земјоделието, заштита на животната средина, науката и образованието, енергијата и промовирање на меѓукултурна соработка. Почитувани, за Република Македонија, а верувам и за останатите земји од Централна и Источна Европа,
Е значајно да се слушнат позитивни искуства и пракси, да се дискутираат решенија, нови трендови, да се слушнат конструктивните забелешки, што е важен влог кој ќе придонесе кон развојот на економската соработка и социјалниот диалог помеѓу нашите земји. Токму затоа охрабрувам плодна дебата на овој симпозиум, на кој ќе се обратат професионалци и експерти кои работат во think tank организации на повеќе области, универзитетски професори и академици од Република Македонија, од Народна Република Кина и од земјите на Централна и Источна Европа. Затоа што редно е да учиме едни од други, така и ќе се развиваме. За забрзување на економскиот развој на Република Македонија, приоритет број 1 представува стабилноста на земјата, како и владење на правото. Затоа мала национална економија, како Република Македонија, се стреми да биде дел од поголем безбедносен систем. Изминатиот период владата на Република Македонија направи значителни активности за да ги напредиме односите со сите соседни држави, што е прв и многу значаен чекор кон интеграцијата во Европската Унија и членството во НАТО. Овој историски момент е исклучително важен, бидејќи со поканата за членство на земјата во НАТО, со започнатиот процес на преговори со Европската Унија и со примената на новите економски политики, перформансите на економијата започнаа значително да се подобруваат и да покажуваат стабилизација и раст. На крај, велам дека би било соодветно да се цитира кинеската поговорка во која се вели: патот од 1000 мили започнува со еден чекор. Процесот 16+1 како еден чекор е платформата за Република Македонија да продолжи со продлабочување на соработката со Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Народна Република Кина представува нови трендови во технологијата, трговијата, грижата за животната средина и инфраструктурата. Дополнително, искористувањето на економските потенцијали на соработка во областа на енергетиката и инфраструктурата, продлабочувањето на културните релации, доближувањето на луѓето едни со други, соработката во образованието и културата ќе придонесат за подобрување на севкупниот животен стандард на нашите граѓани. Јас сум убеден дека нашите земји во иднина можат да ги постигнат таргетираните цели за економски развој. Примената на новите технологии, модернизацијата, дигитализацијата и ревитализацијата на производствените капацитети, индустриализацијата, професионалната институционална инфраструктура, квалитетен образовен систем кој продуцира кадри според потребите на пазарот на трудот, квалитетна патничка, како и железничка и енергетска инфраструктура. Сето тоа се цели кои верувам дека заедно можеме да ги реализираме. Во тој дух сакам да ја охрабрам плодната дискусија денес и утре на петиот висок think tank симпозиум на Народна Република Кина со земјите на Централна и Источна Европа. Мое искрено очекување е дека научните трудови, анализи, факти, насоки и правци што ќе произлезат од овој симпозиум ќе бидат силен инпут во понатамошното креирање на идните развојни активности на процесот за соработка 16+1 и одлични алатки кои што ќе бидат од помош на извршните власти на двете земји. Благодарам.